Добра вечер, почитувана публика, и добредојавте во 21-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија, во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добра вечер. Вечерва ќе продискутираме три работи, меѓутоа воглавно целата дискусија ќе биде поврзана со идеолошката определба на кандидатката за председател на Република Северна Македонија на партијата ВМРО-ДПМНЕ, доктор професор Гордана Силјановска-Давкова. На нашите гледачи ќе им предочам однапред дека се занимаваме повеќе со Давкова одошто со Пендаровски, бидејќи сметаме дека оние кои се решени да гласаат за Пендаровски, со нив немаме што да бараме. Тие никогаш не биле заинтересирани за македонската кауза. Меѓутоа, во овие гласачи кои што можеби ќе гласаат за Давкова, тука има луѓе кои што се чисти, со чиста намера, кои што сакаат да направат најдобро за Македонија. На нив сакаме да им предочиме дека Силјановска-Давкова не е кандидатот кој е потребен на Македонија во овој момент и на тој начин да ги охрабриме да се придружат на движењето Бојкотира. И да им покажеме уште една работа. А тоа е потегот на раководството на партијата која е избрало Силјановска-Давкова за кандидат на партијата која се бореше за самостојност на Македонија и се избори во една форма, самостојно се бореше за зачувување на името. Од таа партија денеска нема ни трага. Да, веќе ако гледаме идеолошки и историски, во ВМРО-ДПМНЕ веќе нема ни ронка од ВМРО. Да. Само ДПМНЕ остана. Точно така. И затоа и посетуваме внимание исклучиво на Силјановска-Давкова. Нашето видео и објаснувањето кој е Пендаровски, што е аргументирано објаснување, го објавивме прво. До ден денеска нема коментар од штабот на Силјановска-Давкова да ги употреби тие аргументи против Пендаровски. Да. Тоа говори исто многу. Да. Ќе ви оставиме сами да донесе заклучок што говори. Да. Ќе отпочнеме денешната емисија со реакции од страна на Фрчковски и Грчев, Димитар Грчев, околу слоганот на Силјановска-Давкова. Меѓутоа, првен ќе се задржиме малку со 2-3 инсерта од неодамнешно интервју на Фрчковски за еден телевизија, мислам дека е со Јадранка Костова. Победи Ѓорги Иванов првиот мандат, но ме интересира дали вие бевте надпартиски во 2009 кандидат, бидејќи сега сите тројца кои се исто професори постојано нагласуваат дека се надпартиски. Па не знам што е таа идеја со надпартиски кандидати, тоа изгледа малку навредувачки и не е точно лицемерно изгледа. Таа врска директна со народот е у принцип во политиката сумлива, тоа е популистички гест. Кога директно комуницирате со народот, као вие ги скакате партиите, институциите и нешто директ, и имате подценување кон елитите, политичките елити, па као нешто во принцип една сомнително демократска идеја, но е популарна веројатно поради они сметаат дека партиите се као компрометирани, па као не сакаме да залепиме нешто од нив. Во принцип една сомнителна идеја и така. Одат на Реторика која подсетува на изборите во САД 2016 година, кога се медиумите се обидуваат да го дисквалификуваат движењето за Трамп како популистичко и на тој начин како едноставно не зрело и невредно. Прашањето е ако навистина има некаков популизам во Македонија, тој јас мислам дека најдобро се изрази со бојкотот на референдумот и кој повторно се подготвува да се изрази со нов бојкот. Прашањето е со што оваа политичка елита која што во Македонија ровари 30 години, со што таа заслужи било какво внимание од народот и било каква лојалност? Големо прашање колку има лојалност од македонската публика. Овдека се работи исклучиво за кон нова елита е
лојална само она квази интелектуална елита, квази граѓанско општество, кое е под покровителство на УДБА, финансирано, изберено, и тоа секојдневно со нивните настапи, нивните портали, нивните настапи на радиото, телевизијата, во емисиите, го наметнуваат тоа мислење на граѓаните, бидејќи тие немаат друг извор на информација. Да. И машините за перење мозок работат 24 часа, 7 дена во неделата, од 45 до денеска, непрекинато. Ни еден момент не застанале. Да. Тие квази елити се впрочем луѓе кои што минале ни сите сита Да. на службата и биле согледани како полезни за системот. Тоа е тоа. И нормално е дека македонскиот народ сега во прилика кога веќе се буди на вистина неговата свест, дека ќе почне да ги отфрла тие елити. И затоа, бидејќи има првпат доказот дека тие биле во медиумски мрак, во информативен мрак, е појавува дека мислењето и свеста на граѓаните се буди и се отвара, ја согледуваат вистината благодарејќи на интернетот. Да. Дискусии на Фейсбук ме одушевуваат луѓе со дискусии на Фейсбук. Ги разбирам, многу ми пишуваат под скриени профили, но тоа не е проблем. Да. Знаеме во каква држава живеат и што и како. Тоа е првиот чекор. Да, сигурно. И е за поздравување. Да. Бойкотот на референдумот беше за мене најголемо задоволство, едно политичко задоволство од 90-та па навака. Сега го очекувам уште поголемо задоволство со бойкотот на председателските избори. Да, и за бойкотот, како што веќе имаме речено, тоа беше еден многу голем херојски чин, поради тоа што УДБА можеше лесно да види кој нема да излезе и кој нема да гласа, и значи кој е против промената на името и против агендата на УДБА. Затоа тие луѓе се веќе ставени на црниот список. Нема да им е од никаква корист сега да идат да се перат. Да. Ама УДБА не може да ги контролира сите 700-800 илјади. Да. Тоа е проблемот на УДБА. Да. Затоа движењето успева затоа што нема водач. Да. Што нема група која ќе биде крстана како водач. Да. И кога тие ќе ги скршат, ќе пропадне бойкотиран. Не, овдека нема кого да скршат. Да. Не може да ги скршат сите. Да. Не може да ги уценат сите. Да. Одиме со следниот инсерт. Тоа ви личи огласите за кандидирање за председател? Преку оглас да одат? Па, видите, тие се интересни, ако ги анализирате во основа. Блер им река има една храбра, интересна парола, која е... Значи, прашањето е околу конкурсите и огласите. Фрчковски одговара за паролите. Тоа е само... сакав да ви го покажам манипулативниот начин на кој тој комуницира. Па, види вака, има тука уште нешто многу подлабоко. Да. И што треба да... Фрчковски беше секретар на Друштвото за човекови права, кога почна да во повојот на Македонија 91-92 година. Значи, тоа е човек кој требаше да укаже веднаш на прашањето, требаше да одговори вака. Па не може да има конкурс во демократска држава и во демократски партии. Кандидатите сами се пријавуваат во базата и си собираат гласови од така одат номинациите на кандидатите. А не конкурс и сега комисија, Политбирото избрала комисија од најзаслужните комунистички членови и тие ќе одлучат, сега треба биографиите сигурно заверени со печатот Општинскиот комитет на комунисти. Таа карактеристика е најбитната за избор на кандидатот. И тоа се потврди со Сејановска. Таа има најтврдо комунистичко, најдобра карактеристика комунистичка. Печатот е црвен, голем, и тоа е од восочено нешто.
и немаше што да размислува делегатите на конкурсот. Да. На конгресот. Ја избра без збор. Меѓутоа, значи прашањето беше околу тоа. Да. Фрчковски си има што да своја каже? агенда, да. Ама проблемот е тоа, бидејќи ако треба да зборува за да одговори на прашањето, треба да открие дека тука нема демократија. Да. А откривањето дека нема демократија е проблем. Да, тоа е повик за бојкот. За бојкот тука е. Тоа е затоа тој Да, и сега тие зборуваат против ДПМН, против Силјановска Давкова, едно друго, меѓутоа суштинските проблеми со нејзината кандидатура нема да се ништо. споменува. Продолжуваме со истиот цитат. тука. Основа граѓанска парола. Република за Го сите се избегнува- годиме на слоганите, така? Да, го избегнува Добро. терминот Македонската република или Македонија. Оди на оваа политичка структура на заедницата и со тоа дава шанси да сите се еднакви со премиса, независно од мнозинскиот јазик, мнозинската култура, малцинската култура и така натака. Значи, тука интересно е што албанскиот кандидат, како и во сите други председателски избори, се од оваа квази елита се истакнува како најкозмополитскиот и најдемократскиот кандидат, меѓутоа прости македонци шовинисти не можат да гласаат за таков човек. Тоа е што уствари е парола која би одговарала, да речеме, на Силјановска од 902 година, кога беше либералка и квази либералка, не знам, но сега таа има една друга деволуција према национализам, така што Значи, тоа не ја слоганот одговара на неа. река го третирате како либерален пристап. Што да каже човек? Значи, тука почнува сега она причината зошто всушност го разгледуваме ова интервју. Сега веќе Фрчковски се обидува да почне да гради кредибилитет за Давкова дека таа е навистина националист и дека таа никогаш не била либерална. Така е. Затоа што беше националист, му се спротистави на Глигоров да го смени името. Да, не паметиш. И одиме со последниот цитат. Втората парола на кандидатот на ДПМН Силјановска е отворено националистичка и милитаристичка Тоа е правда во за основа. Македонија, татковината повикува. Татковината повикува, тоа се плакати на болшевиците од 30 години, тие викаат мајковината повикува, во принцип една милитаристичка, бидејќи се користи за позив за војска, во тие колективистичка операција, каде што индивидуата, граѓанот треба да жртва на повисоките вредности на заедницата и во овој случај државата. Не знам зашто во овој случај повикува, во која одбрана повикува, тоа е друго прашање, меѓутоа самата парола е во основа точна експликација на незината деволуција кон национализам и националистичка програма каква што во основа застапува, што посебно На слична линија е и текстот на Димитар Грчев, дека слоганот на Силјановска Давкова е милитаристички, демек ова е повик за војна, повик за регрутација, за мобилизација за време на криза некаква, а каква криза има во Македонија? Нема криза. Па и зошто вакви работи да правиме? На Фрчковски изјавата е малку по-комплексна и поинтересна. Значи, тој вика дека ова татковината повикува е суштински болшевистички, колективистички слоган. И тука и овој Грчев признава дека не е баш од болшевиците измислен, меѓутоа највеќе му дава значење на тој болшевистички на таа болшевистичка врска. Слоганот бил користен, први неизмислен во Британија, па е користен во САД за време на Првата светска војна и потоа советите го користат. Значи, дали е болшевистички, дали е либерален, тоа е повик, патриотски повик. Значи, самиот повик како повик не е проблематичен. Да. Проблематично е тука што Фрчковски
ја извртува и перверзира индивидуалистичката, односно либералната филозофија. Индивидуалистичката филозофија не вика дека ние треба да бидеме ослободени од сите обврски и од сите одговорности како личности. Да. Тоа е нихилизам. Така е. Индивидуалистичката филозофија вели дека самата личност треба да биде поттикната да си го најде својот морален компас и да си се избори за своето место на светот. Да. А сето тоа е од причина за таа индивидуа да не биде товар на заедницата. Точно така. Кога ние зборуваме за индивидуализам, тоа е, да кажеме, оној пристап кој што го имале овдека колонистите и населувачите на Северна Америка. Тоа е желбата за самоиницијатива. Ти самоиницијативно да си ги решиш твоите посебно економски проблеми, за на тој начин да не си терет на заедницата. Значи, повторно зборуваме за еден баланс помеѓу колективизмот и индивидуализмот. Ова што тие го промовираат како либерализам и како индивидуализам е всушност нихилизам. Од слобода од секакви обврски и од секакви одговорности. Да ги погледнеме најлибералните општества кои што постоеле, значи Британија, САД од 17-тиот, 18-тиот век, САД од 18-тиот век па наваму. Тука гледаме како да кажам, двоење на државата и на моралното однесување. И тоа е всушност либерализмот. Либерализмот е државата да прави закони кои што се сосема минимални, а црквата, верата, самите луѓе да си го најдат моралниот компас и морално да се придржуваат до него. Односно, доброволно да се придржуваат до него. На Македонија недостасува морално општество, морален суд. Да. Ако го имаше моралниот суд во Македонија, Македонија никогаш немаше да дојде во ваква криза. Да. А моралниот суд го нема затоа што не е изграден демократски менталитет. Комунистите изградија комунистички менталитет и се уште го градат. Врчковски компанија. Тоа е проблемот. Да. Што немаше раскин со... Да. И сега тука е тоа, тука е интересното што сега овие комунисти наоѓаат замерки дека се користеле наводно колективистички пароли. И тоа е она што сакам да го предочам, повторно да го воочам и да го нагласам. Тие сега викаат дека колективизмот не чини, една бланко оценка даваат дека колективизмот не чини затоа што сега зборуваме за колективизам во смисла на да си го сочуваме националниот идентитет. Да. Тие викаат не, таквиот колективизам не чини. Не, да. Колективизмот само чини кога сме верни на државните институции, на идолите како партијата, како лидерот. А ако сме загрижени за она што е нашето заедничко културно наследство, тоа не чини. Тоа е, како се викаше, анахронизам, тоа е парохиализам, тоа е простаклук. Сега, сето овие сега напади врз Силјановска Давкова имаат некоја цел. Да. Која мислиш дека е ти? Целта е многу јасна. Тие, бидејќи се докажани противници на ВМРО ДПМНЕ, ги критикуваат Давковска, Силјановска Давкова. Со тоа и градат имидж дека таа е непријател на СДС. И ја прават ВМРО-вка. За да гласачите на ВМРО, членството на ВМРО, ја прифати. И ја како своја. Таа не можела да дојде до израз досега, но еве сега имала шанса да ја покаже својата национална свест, својата љубов кон Македонија, и тоа го воочиле чуварите на комунизмот, Фрчко, Грчев, и веднаш ја критикува за тоа. Критиката е само правење на реклама на Давкова. За да мамка за да проголтаат членовите на партијата ВМРО ДПМНЕ. Оние кои се во душа чисти луѓе. Чисти и кои таму се уште заради
идејата на ВМРО, не сакајќи да си признат сами на себе дека ја нема таа идеја веќе. Но што да прават луѓето? Тоа е тоа. Така да ова е само ефтини пропагандни трикови. Да се направи барем нешто, барем 1% да извлечат од телото, гласачко тело на ВМРО, да излезе да обезбеди цензус на Стево Пендаровски. Друго ништо. Значи, како што веќе рековме, главната тема на оваа емисија ќе биде идеологијата на Силјановска Давкова и ќе се обидеме на некој наш начин да ја согледаме, бидејќи таа од една страна веќе на сите интервјуи и дебати вели дека не дала никаков чесен збор, дека ќе се придржува до програмските начела и принципи на партијата ВМРО ДПМН, чиј што кандидат е таа. Сега ние се обидуваме да најдеме одговор на тоа прашање со која идеологија настапува, впрочем, Силјановска Давкова. Во таа смисла на диверзантска борба и во смисла на лажни напади врз Силјановска Давкова, јас би сакал да започнам со една серија на надписи која што излезе минатата недела, односно со еден во конкретно, а тоа е серијата, односно прашината која што се крена околу синот на Силјановска Давкова, кој беше снимен како свири кавал во градскиот парк во Скопје. Еден текст кој што посебно ни обрна внимание, а кој што како да кажеме, многу прецизен во погрешните толкувања на тоа што го гледаат луѓето во господинот Павле Давков, е изразено тука, токму во овој текст. Да. Значи, и тоа беше првиот текст кој излезе за Давкова. Да. Силјановска Давкова. Со обид да го сврти вниманието на сосема друга страна. Да. Сега Саше Поликлинико е спонзориран од Универзитетот ФОН. На неговата страница има реклами за Стево Пендаровски и други разни фирми кои што се блиски до партијата на власт. Тој во неговиот текст тврди дека судбината на двете деца на Силјановска објаснува многу за неа, но и за мотивите за нејзиниот влез во политиката во овој момент и на тој начин кој е поразителен за неа. Тој тука тврди дека децата на Силјановска Давкова се клошари кои што не можат да преживеат во Скопје и веројатно поради таа причина Силјановска Давкова се продава себе си и влегува во варијанта да биде кандидат на фашизоидна партија како ВМРО ДПМН и да дури да ја продаде сигурноста на Македонија и да доведе државата до војна. Од друга страна пак, весниците блиски до ДПМН од Павле направија мајка Тереза. Она што јас би сакал во овој случај да го понудам како предпоставка. Тука мора да се оградам да кажам дека се ова ќе биде една моја предпоставка, бидејќи не ги имам сите детали во раците. Меѓутоа, пред 3 години, односно пред 4 години ми почина еден драг пријател и во мојот обид да се рехабилитирам од загубата, решив да направам едно патешествие кое што е нормално во Северна Америка за моменти на криза, да се американците имаат навика да отидат на некакво патешествие кое што е еден тип на архетипско себе истражување, за да можат повторно да се вратат на своите корени. Поминав околу 2 месеци во Централна Америка, како се вика овие бекпекери, се вика бекпекинг. Сигурно ги има и во Македонија сега веќе туристи, тоа се туристи на мал буџет. За
пари за кои што, на пример, би поминал една недела на Флорида, поминав 2 месеци во Централна Америка. Меѓутоа тука што забележав беше тука многу патуваат овие од европските држави. Германци многу патуваат, французи и скандинавци. Тука за прв пат налетав на една девојка од Естонија која што ми спомна во еден муавет дека не веќе не знаела дали е машко или женско. Тука за прв пат налетав на овие филозофии кои што сега стануваат многу популарни, на екстремното левичарство, на екофашизам, на мистицизми, овие источни. Во секое село имаше некои йога кампови каде што одеа да учат йога и да обучуваат. И тука препознав, кога ја видов сликата на Павле Силјановски Давков, препознав еден од таквите типови на кои што налетува во Централна Америка. Тоа се деца од средната класа и повисоко, кои што патуваат низ светот и тоа е всушност целата поента на нивното действување е да патуваат и да се бескорен луѓе. Зошто сметам дека можеби Павле е еден од овие? На тоа ме води реториката на Силјановска Давкова, која што постојано се повикува на феминизмот. И сега, како што реков, она што го забележав меѓу овие луѓе, германци, шпањолци до некаде, меѓутоа повеќе беа од централно-европските предели и од Северна Европа, е тоа што меѓу сите нив имаше едно отсуство на било каков традиционализам, на било какво чувство на суштински национализам. Имаше многу соросоиди меѓу тие луѓе и набеден сум да мислам дека Павле Силјановски влегол во тие кругови благодарение на ангажманите на неговата мајка низ европските овие левичарски здруженија и така натаму, институции. И таа е носител на зачетник на сите тие дејани во Македонија со нејзиното учество Либералната партија 90-те години. Да. И значи сега тука како да кажам, на еден начин би сакал да ја одбранам Силјановска Давкова од критиката на Саше Политико дека таа е лоша мајка или дека ги оставила децата не воспитала. Тоа е тука е целата игра на Саше Политико. Дека тие се невоспитани деца, дека таа не им посветила внимание, бидејќи била себична и се грижила за својата кариера. Не, таа ги воспитала точно во нејзиниот поглед на свет. Така се воспитани тие деца. Барем по она што го видов, што го прочитав во неколку новинарски написи за ќерка и за синот. Да. Дури и она што е, например, тој собира пари, ги донира парите што ги збира свирејќи кавал на деца скитници. Еден куп такви мисии беа организирани од страна на овие западноевропејци да им помогнат на доморите население. Една работа што е така сега ми дојде. Ова е повторно мистицизмот, јогата, сите тие работи е повторно враќање на хипи движењата. Така да, повторно, и сега ако не сме свесни што донесоа тие левичарски движења од 60-те години, ако дозволиме сега пак тие да го завладеат светот, во културата, во општеството, во економијата, во сите пориви, светот ќе пропадне веќе, не може да обстане. И моето уште да ти збора само. Јас сум убеден дека Саше ова не го напишал. Премногу е текстот е премногу софистициран на еден многу делува вулгарно, делува, но пораките се многу добро обмислени. Да, целата за да ја сокрие вистината за Силјановска Давкова. Да.
дека таа е всушност столбот на од кој тие се го цепеле образованието, воспитувањето, се. Да. И тоа е, ако размислуваме за иднината на поколенијата, на Давкова не сме да и се дозволи да предава на факултет. Да. И па еве, сега ќе употребиме еден инсерт од незиното интервју со Попетревски. Попетревски и честит 8 март и ова е одговорот на професорката. Може една порака на почетокот? Слободно. Може би во иднина треба да велиме цвеќињата за мажите, правата за жените и субверзивно да им подаруваме на сите мажи цвеќиња, зашто проблемот е во нив, не е во нас. Добро. Што можеме да очекуваме од ваква изјава, од суштество кое не го признава светот. Природниот тек на светот. А зошто не го признава? Бидејќи не може да се докаже во ниедна друга сфера на животот, освен во измислувањето на некои си ненормални работи, како ненормални работи кои не се врзани со човечкото битие и обстанокот на човекот. Да. И тоа е цела една групација во Македонија и изникната од тие филозофски факултети кои продаваат глупости. Да. Луѓе кои сакаат да се наметат, да водат, а со ништо суштинско да не понудат на општеството. Ја признам, секоја жена за да ме води, да, ако направи нешто суштинско за човештвото. Да. Што има во ова? Нема ништо. Да. Ова е уништување на човечката раса. Да. Таа вели, значи, конкретно овој клип, на мажите да им даваме цветиња, значи мажите да ги феминизираме. И сега нека му е Господ на помош на општеството каде што мажите се жени, а жените се феминистки. Колку што имам читано по историјата, само една цивилизација се смета за матриархална. Тоа се, мислам дека е минаноанската цивилизација на Крит. Од пред некаде, што знам, 1000 години или некаде пред новата ера. Меѓутоа и поред фактот што ете и да е била таа матриархална цивилизација, фактот што таа не преживеала покажува дека матриархатот не е природна појава, не е во согласно со природните правила, законите на Господ и законите на природата. Меѓутоа, тоа е тој феминизам и тој поглед на светот е дел од онаа култура на критика која што ја споменавме минатиот пат, која што е наменета субверзивно да ја подрива стабилноста на општеството и на тој начин да му ја ускратува можноста тоа општество да може да напредува. Има и други изјави од Гордана Сијамска Давкова во однос на тоа што ја потврдува незината определба како феминист. Во Куманово на митингот има еднако сакаш да пуштиме околу минута две. Пушти ја дека да слушнеме. Сте за говор. Ама вечерва јас ќе почнам со ова што го гледам пред мене. Жена за председател. Благодарам. Интересно, иако политиката е во женски род, иако Македонија е во женски род, досега не сме имале жена председател, не сме имале жена премиер, имаме 4 министерки, не баре сме на Асном, кога во президиумот исто така имаше 4 жени, но како резултат имаме 6 градоначалнички, само 18% од имотот е женски. Нели е ова вистински предизвик за промена? Значи,
Таа сега наместо да бара начин да го обедини целото општество во овој момент на вистинска криза, еве незината парола сугерира дека Македонија, македонскиот народ се соочува со криза, таа зборува за понатамошни поделби, за најопасната поделба. Поопасна дури од онаа за која што ти зборуваше пред едно-две емисии, кога зборувавме за поделбата помеѓу северџани и македонци. Да. Ова е уште поопасна, бидејќи тука зборуваме за крајот на врската, крајот на патот, влегуваме во ќорсокак. Сега ако почнат мажите и жените да се расправаат за колку привилегии ужива или колку права, што ќе стане? Нема. Затоа јас овој предлог на Мицковски за избор на Силјановска Давкова за кандидат и инсистирањето на Мицковски и дружината и делот од тоа соросоидно лоби кое наводно ја критикува Давкова, а всушност си гради имидж на националист за да ги извлече на гласање ВМРО-вците, е како носење на убиецот на Македонија, власта од 92 година. Таа влада е всушност таа што го почне убиството на Македонија. Да. Тогаш е сменето името, тогаш се направени сите овие приватизацијата, се целиот криминал е направен во тие неколку, во таа влада го почна. Потоа со изборите, фалсификуваните избори, го доврши. Значи, ова е враќање на убиецот кој го почнал убиството, на место да злочинот да го доврши убиството. Да. Друго ништо. Да. И сега тука намерно избрав клип од Силјановска Давкова од нашето родно Куманово. Да. На митинг од нашето родно Куманово. И баш тука е пред занатлискиот дом, каде што од другата страна на аголот, пред 20 на години, ние имавме, пред 30 на години скоро, имавме наш дуќан таму. Да. Нашиот дуќан, впрочем, беше од фирмата Снежана и синови. Снежана е мојата мајка, твојата сопруга. И интересно е што тука во говорот на Давкова, таа токму зборува околу колку жени имаат колку жени се собственици во Македонија, но друго колку малку жени учествуваат во врвните позиции на политиката. Фирмата Снежана и синови беше отпочната од мојата мајка. Подоцна ти се придружи. 2 години подоцна се придружив јас. Тоа беше во почетокот на 80-те години. Да. Таа фирма накратко стана една од најпрофитабилните и најсилните приватни фирми во Југославија. Стана еден од носителите на југословенската мода, освојуваше постојано награди на меѓународните сајми на модата во Белград, во Загреб, учествувавте и во Љубљана, па дури на Прета Портер. Одевме и надвор, Да. Португал, Франција. Е сега, што ми е муабетот тука? Мојата мајка Снежана не бараше никакви посебни привилегии или посебни закони да и се даде на неа за да таа да бидне генерален директор на фирма. Да. Таа во никој момент не беше генерален директор, таа беше основач и косопственик. Меѓутоа, таа нејзиниот успех го постигна преку тоа што беше добар приврзаник на македонската традиција. Точно така. Порасна со добра работна навика, која што и беше подарена од нејзините родители планинци горјани. Да. И го научи македонскиот занает, односно занаетот на македонската жена, а тоа е правењето на трикотажа и на облека. Таа успеа, значи со најтрадиционална технологија и со најтрадиционален занает и најтрадиционално и парохијално уредување, семејно уредување, да стане голем успех. Меѓутоа, без твоето присуство во фирмата, тоа никогаш немаше да се случи.
Никогаш немаше Снежана и синови да биде Снежана и синови. Тоа можеби ќе беше бутик, можеби ќе беше Шнајдерски дуќан, но никогаш немаше да стане таа голема фирма. Моабетот ми е прост. Тоа се случи затоа што вие двајцата постапивте како што треба да постапат маж и жена. Соработувавте и како еден тим настапивте, каде што способноста твоја беше поголема, тука ти одеше напред, каде што способноста на Снежана беше поголема, таму таа одеше напред. Немаше никакви борби и битки. Тоа е главната работа. Меѓу нас двајца, затоа што може да се пофалам дека имаме успешен брак. Среќни години, тоа сигурно ќе го потврди мајка ти. Години без стресови меѓу нас. Да. Затоа што никогаш не се наметнувавме еден на друг дека треба да води. Секогаш водевме, водењето го остапувавме еден на друг во моменти каде што ценевме дека водењето на мајка ти, јас ценев дека е покорисно за сите нас и таа водеше. Таа го правеше обратното, кога ценеше дека јас ќе направам поголем успех за семејството ако водам, водев јас. Да. Никогаш немаше судир по тоа прашање. Да. И тука е проблемот на феминистките. Тие да се обесправени во науката. Да. Зборам во природните науки. Физика, хемија, математика. Да се бунат дека се обесправени. Никој не е обесправен. Да. Сите, значи, секаде каде што трудот може да се материализира, да му донесе на човекот медицината, да му донесе на човекот нешто, жената никогаш не е оневозможнена во тоа. Да. Оневозможнени се да станат председател на држава. Да. Па како да стане председател на држава кога таа нема визија за државата? Да. Таа има едно сосема друго гледање. Тие преку семејството, затоа на запад, семејството од тука почнува дали некој ќе влезе во политика. Нејзиниот феминизам е голем проблем на многу полиња. Да. Еве сега да почнеме, ајде од меритократијата. Првен. Таа вели дека ќе се бори за меритократија во Македонија. Како ќе се бори и за меритократија и за феминистички еднакви права? Феминизмот бара привилегии за жените. Да. Таа ќе внесе декрет дека 50% жените треба да бидат на власт и крај. Нема избор, нема ништо. Да. Како што го прави Али Ахмети со албанците. Или како што направи Џастин Трудо во Канада. Во Канада. 50% од кабинетот женски. Какви се? Не е битно какви се. Не. И затоа државата нема да успее. Да. Затоа што повторно нема да избираме најдобри. Да. Него повторно ќе избираме дали овој бел, црн, жолт, дали е женско, машко, нема. Само способноста на човекот, нека бидат сите жени во владата. Да. Ама Ако се способни. Ако се способни. Јас прв ќе гласам за секоја способна жена. За 12 Маргарет Тачерки да се кандидираат. Веднаш. Со две раце потпишувам за нив. Тоа е таква кога ќе добие Македонија жена, тогаш ќе можеме да кажеме да, ова жена заслужува и сите ќе се станеме зад неа. А ваква, да не кажам, жена која е болна за кариера. Не може да. Таа само ќе наведе уште под длабока криза. И таа ги покажи сите ветувања. Таа сега веќе ќе го почитува уставот на Северна Македонија, ќе ги потпишува сите, тоа се нејни изјави. И сега зар очекува некој таа и ќе да формира комисија за да работи го врати името. Таа можеше да формира до сега комисија, ако беше за комисија. Како се на Венецијанска комисија, како правник, како води понатака, да. И сега,
уште едно нешто што рече во Куманово, ќе не наведе на вториот проблем со нејзината феминистичка филозофија. До сега слушавме низ историјата дека за секој успешен маж стои некоја подкрепа жена. Мислам дека е време за промена. Да речеме дека за секоја успешна жена стои прекрасен маж, која разбира и поддржува. А прашање е дали сериозните жени го сакаат тоа. Ама еве тоа што го зборува се коси одека можеме за мене за сопругата. Да. За нашиот успех во фирмата. За нашиот успех кога дојавме овдека. Да. Ако го немавме разбирањето, паѓаме од небо во Канада, не знаеме ништо, не знаеме јазик, ништо немаме. Да. Ако повторно не бевме, Ако се расправате кој да бидне тој напред, што ќе направевте? Ништо. И прашањето е тука, дали, впрочем, жената сака да бидне таа што е напред? ама Никој не ги прашува, тоа е проблемот со феминистките. Никој не ги прашува, еве на пример за мајка ми, дали таа сакала да биде напред? Не, таа нејзе и одговара, нејзе и е по нормална и е позицијата да бидне не многу за тебе, меѓутоа да бидне во твојата задкрила, затоа што ти си маж. Тоа ти е од праисториски времиња, тоа е заштитник си. Да. Тоа е сега. Како бе тој кавалеризам, ти жената да ја пуштиш прва да да кажеме во битка. Ама тоа тие ги сакат само поволностите. Да. Обврските не ги сака. Тука е проблемот. Нема во прв ред да се борат. Да, тоа е целата игра. И еве го сега следно што го вели. Само тогаш ќе имаме одговорно родителство, извонредни семејни заедници, разбирање, ама и политика во која и низ женски очи ќе се гледаат политичките процеси, односи, институции. Значи таа сугерира дека од семејните односи какви што се сега во Македонија се неодговорни. Јас би рекол дека ако нешто едно барем функционира во Македонија, тоа е семејството. Односите во семејството. Да. Барем имаме во Македонија, можеме да кажеме дека во некои разумни мерки имаме одговорни родители. Точно во така. многу разумни мерки. Сега, неодговорноста е она што во поголемата слика, што бираме да се бира многу македонци се бираат да се поведат по вакви комунистички идеи и на тој начин ја продаваат иднината на своите деца. Меѓутоа, како просто речено, дали родителите во Македонија се грижат за своите деца, за нивното здравје, за нивното воспитување, за нивниот успех во животот, такво нешто е небулоза таа сега да го критикува. И дури да рече кога мажите ќе станат жени, тогаш допрва ќе имаме одговорно родителство. Во таа смисла само би сакал да посочам еве овде што им се случи на црнците од 60-те година нааму, каде што феминизмот ги убеди жените дека не им се потребни мажите за да одгледуваат деца. Сега имаме стапка на 75% нелегитимност. 75% од децата во црнечката заедница се родени на самохрани мајки. Не знам, јас не би сакал да коментирам, бидејќи ќе употребам некој збор кој не сакам да го кажам и поварно ќе одмолчам сега. Да. Она што за мене во сето ова е проблем е тоа што господјата професорка е суштински прогресивец. Да. А тука што сакам да кажам со тоа? Јас обично имам намера имам навика да кажам на светот има два типа на луѓе, вакви и онакви. Во светот има два типа на луѓе, прогресивци и конзервативци. Прогресивците се оние кои што веруваат дека нема ништо вредно во она што е зад нас. Во минатото нема ништо вредно. А своевидно не постои ниту иднина. Да. Тие живеат за моментот. Конзервативците веруваат дека во минатото има вредност,
дека во традицијата има мудрост и дека таа мудрост треба да се употреби за за како да кажем за перпетуирано опстојување на нацијата, на семето, на се. Сега. Значи, ако оваа жена е фундаментално прогресивец, А е. Тука нема збор. Таа е феминист. Еве има една, сакам еден друга изјава да дадам од неја во однос на верата. Како таа ја гледа верата. Прашам дали сте верник? Па ако сте христијанка, да, сум крстена, ако на тоа Не, мислите. некои и на друг начин го употребуваат тој термин. Видете, верник што значи да се прави разлика меѓу религија и меѓу вера, така? Да. Постои разлика во тоа и јас велам дека веројатно сите се верници, барем еднаш во животот, пред да починат, зашто се повикуваат на Бог. Но јас не гледам тука разлика, јас сум свесна дека ВМРО ДПМН е, како и ЦДУ, е христијанска демократска партија во суштината, но јас гледам на верата на поинаков начин, можеби. А сега ја има гледам фотографии, како почна кампањава во црквава пали свеќа. Што е сега тоа? Повторно немање морал. Јас треба се продадам да ме гласат и јас ќе правам што сакаат тие да го видат, да ме прифат, да ме сватат дека сум таква, а не сум таква. Заев. Едно зборуваше, друго прави. Еве, тоа е новиот Заев. Ти што? Нема да го почитувам устав, новото име, ќе го почитувам новото име. Нема да подпишувам закони, ќе ги подпишувам законите. Сам и ова во однос на верата, таа, значи, каков еден ноншалантен однос има. Тоа е верата, секој си ја толкува како сака. Па, не е така. Верата, посебно оваа нашата вера христијанска, е моралистичка вера. Таа ни дава еден комплет на морални вредности до кои што мора да се придржуваме. Тоа е она што не може да се толкува и да се сваќа различно. Феминизмот и верата не може да заедно. И тука нема што да дискутираме повеќе. Таа е неверник. Така е. Секој тоа треба да го веднаш да го види. Затоа го наведов пример дека сега влегал во црква да пали свеќа. Не може таа да пали свеќа. Бидејќи е против верата, против Бога, против Христа, против учењето на верата. А тоа што нашата вера вели Господ пред мажот, мажот пред жената, жената пред децата. Значи има некој редоследно. Таа сака да го менува, инсистира да го смени. И сега повторно ние зошто го велиме ова? Не е затоа што ги мразиме жените. Ние жена која што може да се докаже, која што може да се избори во системот на правила кој што веќе е воспоставен, а е воспоставен поради тоа што луѓето го увиделе како најефективен начин за живот, значи го увиделе како некаков еквилибриум, тие се противат со тоа. Па јас трговијата сум учил од мајка ми. И за мене нема подобар трговец од мајка ми. Бог да ја прости. Меѓутоа, татко ми тоа го посебно го ценеше кај мајка ми. И секогаш го потенцираше тоа. Никош не се ставаше пред неа. Сега, значи да не должиме многу повеќе, мислам дека суштински го објаснивме идеолошкиот склоп на господјата Давкова и мислам дека им предочивме на нашите гледачи што е суштинскиот проблем со тоа. Во минатата емисија каде што дискутиравме неа, посочивме дека таа била дел од партијата за сочувување на Југославија, дека во никој момент таа не станала да се побуни против тоа, дека во никој момент таа не застанала на страната на Македонија, на македонските национални интереси кога имала прилика тоа да го направи, дека
не се обидела да и помогне на македонската кауза за време на незиниот престој во Венецијанската комисија, односно незиниот ангажман во Венецијанската комисија. А сега гледаме и овие посуптилните работи кои што кои издаваат незиниот идеализам и ја издаваат незината идеологија. Таа идеологија е несоодветна со идеологијата која што е потребна во овој момент на Македонија. Идеологијата на ВМРО прво. Идеологијата на ВМРО, да. Тоа зборува дека ова раководство на ВМРО не може, на партијата ВМРО ДПМН, или ќе го изфрли од името ВМРО, ќе се прекрасти во прогресивна демократска партија, или некој такво име, или целото раководство ќе си поднесе оставка. Да. Трето решение нема. Па, третото решение е всушност она кое што веќе се провлекува со децении, а тоа е ВМРО ќе биде повторно еден аватар, еден фалсификат на она што треба да бидне. И во таа смисла професорот, односно докторот по право Маријан Попевски е во право, што вели дека ВМРО ДПМН му е потребно на системот за да опстои како некаква си квази опозиција на која што ќе може тие да плукаат и од која што ќе може комунистите, односно СДС, да се одржува себе си во живот. Па, уште минута две. Тука е проблемот на УДБА, што таа мисли дека 90-та година ќе успее, само ќе ги извлече на виделина оние што не ги знаеше дека се националисти и преврзаници на идејата на ВМРО, и нема никаква успех да направат да се осамостои Македонија. Но 4 слова си се врежани во македонскиот дух и во ген. Затоа УДБА имаше проблеми со години додека да го уништи тоа. Да го уништи под наводници, бидејќи сега е една голема офанзива, повторно, на менување на историјата и на прикажување на лажни основачи на ВМРО ДПМН. Лажните преговарачи да се спојат тие две партии, партијата на ДПМН на Драган Богдановски, односно на УДБА, и ВМРО со ВМРО Правда. Сите сака да го избришат ВМРО со ВМРО Правда. И после на толку голема офанзива сега на Фейсбук, тоа е се покажуваат фалсификувани документи, што не се прави. Но нема да успеат. Бог да ги прости водачите на основачите на ВМРО со ВМРО Правда, оставија доволно спомени, траги зад нив и никој не може тоа да го избрише. Така да УДБА и Црна рука се бореле 100 години кусур, против ВМРО не успеале. Така да и овие нема да успеат. И тоа не успеале во време кога ја имале целата медиумска, целиот медиумски простор под своји раце. Да. А сега веќе имаме и вистински дисидентски медиуми, портали кои што им дозволуваат на луѓето да ја согледаат вистината и им дозволуваат прилика тие самите да почнуваат да ги изразуваат тие идеи. И во таа смисла повторно ќе потенцираме дека бојкотот оваков каков што е сега децентрализиран, без лидер, е идеалното решение, бидејќи од една страна нема лидерство кое што може да се компрометира и да се кооптира, а од друга страна секој македонец самиот доаѓа до заклучоците. Самиот ја открива сликата и самиот доаѓа до овие заклучоци. Тоа е она што, да се вратиме на почетокот што го зборував за индивидуализмот. Тоа е како и нашата христијанска вера која што бара секој од нас самиот да дојде до вистинските заклучоци. Но има уште една многу важна работа. Секој сам учествува во битката. И си го гледа уделот во битката. Го гледа што досега не било можно. Секој е борец веќе. Признаен борец. Не со 3 сведока. Така да, мои драги
соборци бойкотирачи. Да продолжиме со бойкотов, да бидеме посилни и помасовни. Ќе го победиме системот. Бидејќи да за крај постојат две опозиции во Македонија. Тоа треба секој да го знае од нас. Опозицијата, она која ја створи УДБА 90-та година и која го превзеде докрај ВМРО ДПМН и сега е само ДПМН, и опозицијата, и таа е опозиција курто-мурто. Да се смени Заев, да дојде Груевски, да дојде Мицковски или да се смени Бранко, да дојде Љупчо. Тоа е системот, ама ништо да не се смени. И опозицијата бойкот, која се раѓа сега и е вистинска опозиција, која ќе го руши системот на Курто и Мурто. И затоа е паниката кај Курто и Мурто. Затоа не обвинуваа дека сме ние платеници на Заев, дека сме платеници на овој на оној. Не, никој нас не плаќа. Ние го плаќаме ова самите, сите луѓе што губат време, не само ние, на Фејсбук, сите тие двојат од собствен джеп, времето е пари. Да. И учествуваат во битката. Затоа не им можете ништо. Да. И ќе ве растуриме. Тука мислам дека е најдобро да ја завршиме денешната емисија. Ви благодариме повторно на вниманието. Од вас бараме да се зачлените на нашиот YouTube канал, Македонски информативен центар. Тоа ќе можете да ги најдете преку линковите на кои ќе биде постирано видеово. И да ги распространувате овие идеи и да останете со нас во понатамошната наша борба за осознавање и распространување на вистината, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.